overflow in my head, so clear as time disappears. Oh, right now, right here is all there ever was. Will-o'-the-wisp, like vision comes into life. I try to run to it. The subtle voices reaching out. The source of infinity is you. And after all this time I've tried racing a restless mind, reaching the voice inside my head. I'm right here. Имате фан да идеме таму. Аблаче. One does not seek for another, collides into fear. Right now, right here is all there ever was. Will-o'-the-wisp, like vision comes into light. I try to run to it. The subtle voices reaching. Source of infinity is you. And after all this time I've tried racing a restless mind, reaching the voice inside my head. I'm right here. I pull my soul beyond all time. Where I'll hide, embrace the voice within your head. You finally found. Браво. Одлично, вистинско уживање. Музика која што те гали, значи глас што те гали, гитара што ја раскажува приказни, ова се братот и сестрата кои што долго време сакавме да ги имаме. Инаку што се случи коинциденција? Нашиот Владко Ристевски пред само некој период били мора да ти пуштам нешто да видиш како оваа дама пее. Звучи. Поздрав огромен. Така што имаш голема фан база и интересно е тоа што беше тоа за Оскарите. Така. Тоа беше една од најбавите настапи, затоа што сме биле јас и ти дели од неколку други нели настани и сме те слушале. Публиката сака што повеќе од тебе да слуша и никој пат нема да заборам дека најдобрата изведба што сум ја слушнал по Марија Кери и Уитни Хјустон, тоа беше ти и колешката Наде Талевска. Наде Талевска, да. Од Prince of Egypt, ако не се лажам. Да, When You Believe. When You Believe, и се сеќавам, инаку вечерва ќе ги поканиме филхармонија на отворено во градски парк, каде што се пеат Дизниеви теми. Да, така е, и се посети. А и уште една работа. Пред некој период нагласив на радио дека денешниот датум е многу значаен во музичката историја. Уитни Хјустон го издава својот Уитни албум, каде што ги има сите песни кои што ти често ги имаш во репертар. И се сетив на тоа, висне како се поврзуваме со оваа дама. Да, прекрасно, ти благодарам, баш навистина ми е многу драго, чест ми е, задоволство ми е, ве поздравувам сите многу топло. Многу ми е драго од срце и баш ми е кем што баш во оваа комбинација сме денес тука со вас, значи прекрасно. Да, а нас ни е задоволство што можеме да ве слушаме пред се, а се разбери да направиме еден добар разговор, да се започне вака петочно и навистина убаво, особено во живо. И да се испратиме микендашки. Мощно звучи и тука, можам да замислам на поголема сцена, нели со сите тие услови кои што се потребни за да тоа изгледа како што изгледа. Прво да прашаме како сте и во овој период и во овие, да речеме, па скоро летни денови и се разбира со она кое што ни предстои на сите во престојниот период покрај работата, се разбира и одморот. За вас, како е овој период и со настапи, со тоа кое што можеби го има како новост? Нема време за мене. Да, малку е, кажи си словото, јас го скршив мразот преска. Да, цело време имам, сам таков
и животот со музика цело време исполнет, така што има и во студио работа, има и надвор од тоа, цело време имаме константно свирки, настани и стварно исполнето, без разлика, нели сега и топло време следува, ама јас лично обожавам летно време, така што нема ништо. Сончеви деца сме си до душа, сакаме да се бидеме со сонцето. Некој пат вашата приказна ми е некако инспирација до нешто често пати мислам дека Ивана е голем исто и јас фан на Селин Дион, која што многу често знае да каже кога сте растеле во музичко семејство, тоа е вика како секој ден празник за душата. И велат и во најсиромашните наши денови кога мојата мајка и татко едве ставале лепна маса, ние секој пат прибежиште наоѓавме преку музиката. И си велам како беше растењето на Стефан и Ана да се бидат двајца музичари, не знам дали мама и тато се бават со музика или тоа вие бевте кршењето на мразот, кај вас во семејството? Па еве јас можам да кажам, Стефан беше првиот кој што баш онака официјално го скрши мислам на мразот, онака траекторијата ја почна да ја освојува. Татко ми на времето се занимавал со музика, мислам така да речем еден вид на сериозно хоби. Затоа што мислам си имал свој бенд, работеле на авторска музика, имал големи аспирации со музиката. А мајка ми исто има некое блиско искуство, ќе ми се налути ако не спомнам, зашто на татко ви само сте. се шегувам. Двајцата некако си имаат на свој начин допир со музиката, меѓутоа татко ми некако така посериозно аспирирал кон музиката, со пеењето и со свирење инструмент гитара и имено он некако го завлече Стефан да се навлече на тоа хоби, го инспирираше некако да го буткаше да ја земе гитарата во своји раце. И така некако мислам дека почнавме од тие некои моменти од кога знаеме за себе, буквално сме во музика некако. Константно, да. И од кога прв пат се сеќавате на мигот? Зимаш гитара, Ана почна да пее и тоа се случува. Јас се сеќавам искрено, дали се сеќаваш кога снимавме на најстариот апарат I Will Always Love You? Првиот пат кога бевме. И јас мојот момент беше тогаш прв пат, мислам дека нека најпрвиот момент. Некако со таа песна ти си одбележи стартот на кариерата, така го одбележи со таа песна, да. Па јас од многу мало 7 години кога почнав гитара да свирам. Ама како секој дете, на почеток не го сваќаш толку сериозно, али многу интересно што на некој си начин и од инает посериозно почнав, пошто татко ми му покажуваше нешто на братучет ми на гитара и сега демек ти си мал многу. Почекај малце. Кој малце? Чекај да видиш. И од кога почнав така малце посериозно, после свирки почна и со Ана почнавме заедно да свириме и веќе од таму моје 7-8 одделение активно со музика почна. Да, бидејќи со Ивана тоа споменавме, многу сте различни да речам по сензибилитет, исто како јас и сестра ми, иста мама, исти тато, нели тоа е тоа, меѓутоа по музиката, да, чести примери, мислам дека имате различни комбинации на музика кои што ве обликуваат. Меѓутоа, ова е прашање од мои пријатели. Дали ќе се случи авторска музика, албум LP на братот и сестрата? Секако, мислам дека сте размислувале сигурно тоа многу пати, нели дојде до момент кога тоа ќе го имаме некако зборувано и до душа некако клешот на тие дојде до израз во овој момент од актуелнава точка стендпоинт да речем, мислам дека во Restless Mind и во некои од материјалите кои што ги работиме во склоп на материјалот на авторските материјали на Стефан, некако доаѓаме до Clash of the Titans, затоа што некако се наметнува и едниот и другиот сензибилитет и некако тука се наоѓаме во некоја аритметичка средина, меѓутоа апсолутно се работи во меѓувреме. Го имаме зборено на тој момент, што би било тоа што можам јас да го придонесам од инструменталните ствари, а да е пак во територија што нејзи е она баш вокално наказа се тоа. Да, сензибилитетот на музиката. Мислам би било искрено тажно да не го направите тоа. Она да го имате на зид дека вие направите нешто во некое поглавје свое. Така е, стварно е така и јас мислам аспирирам апсолутно, сигурно ќе се случи, апсолутно ќе се случи. Со тоа што ќе биде многу интересен проект и ќе некако мислам дека ќе се излезе случајно брат и сестра вака музички подковани, сега нека простат, меѓутоа не сум сретнал нешто што вака е музички подковано, да не знаете што ќе ви се отвори како врата да направите можеби концерти кои што ќе бидат многу значајни за вас. Сме го зборувале тоа дека е толку специфичен пример и толку стварно сме и благословени и среќни за таа околност. Не само во соработката и со бендот и што се имаме еден со друг. Јас особено мислам од мојата гледна точка
е благослов. Апсолутно. И навистина е прекрасно, а и плюс сакав да додадам една анегдота дека на неколку пати не споредуваат со Били и Финиес. Били Айлиш и нели се лези брат. Многу добри концерти одржувала. Да. Она кое што мене ме инспирира вака да ви го поставам како прашање е дека нели различни формули или дефиниции за успех има, но колку на кој што вие го правите, особено заради тоа што како брат и сестра можете и синхронизирано да работите и без зборови да се разберете и да се чувствуваат и така натака, тоа се некои предности кои што ги имате токму како брат и сестри и можете да креирате на еден ваков начин. Колку вас тоа ви помага секојдневно при музицирање, при креирање музика, при настапи и така натака? Па помагам, апсолутно помага, пошто некогаш може да се разбереме еве и на свирки, и на настапи. Точно може да само да ја видам, знам што чувствуваш, што како. You got it, girl. Да. Нели? Тоа е моментот. Интересно е што многу помага тоа пример и директно во самата свирка, пошто се разбираме пример дали пошто некогаш на самите свирки има и поголеми импровизации, не ги свириме секогаш стрикно песните по форма како што се, пошто тоа е убавината во музиката, да излезе нешто уникатно и кога ќе не слуша човек секој пат да добие различна слика од таа песна што ја свириме. И доста често може во тој поглед помага да се разбереме кога одиме во рефрен, онака само со поглед да знаеме дека сега е соло, сега е рефрен. Со Стефан говоревме пред 4-5 месеци, мислам дека ние бевме како комбинација баш за твојата нова авторска тема, која што баш во моментот ја гледаме како видео. Меѓутоа се очекува од Ана авторство. Дали со оглед на тоа дека си презафатена и ти да речеме привокирана со лајф настапите, нема мислам дека настан кој што не сака да те има, меѓутоа работиш на поле на авторска музика полека? Комплетираш некакви податоци, композиции? Па искрено во овој момент мислам јас тоа некако ретроспективно наназад и во други некако гостувања наврати го зборувам дека се крчка во позадина, меѓутоа Значи не е дека не се работи, баш се работи. Да, апсолутно со тоа што некако мислам последно што излегува од таквите авторски искуства се фестивалските песни кои што се авторски и ги работевме во соработка со Копров, мислам таков проект да речам. И повторно се како што се повторуваат од минатата година некои фестивали оваа година, имаме нешто на дополнување, ќе одиме и на Сплитскиот фестивал оваа година, што ќе биде преубаво искуство, а на план на исто мислам чисто авторска музика секако дека јас мислам си работам. Беше, ако не грешам, почесен гостин изведувач на некој од балканските фестивали, потсетиме минатата година лето? И минатата година беше исто со Григор Копров, така? Да, исто со преку Григор Копров, исто со него соработувавме за тие неколку Белградска пролет, Белградско пролече беше едниот, а потоа Шибенската шансона беше во Шибеник, исто во Црна Гора Тивацкиот и многу беше прекрасни искуства беа тоа. И секако се планира оваа есен, можеби до крајот на годинава ќе се комплетира, ќе биде 40-то јубилејно издание на Макфест, ако нешто знаеш. Нешто, значи, да, тоа е тоа, се уште во неизвестност, меѓутоа, да, се работи на план на авторски материјал, навистина и јас ја чувствувам веќе таа потреба да речам да се произнесам во некако со својот идентитет и со своите мелодии, со така, едноставно со мојот музички карактер на поле на музика. Очигледно дека нема граници кога се сака работат, особено кога се работи со задоволство и вие сте доказ дека нема оправдување во однос на тоа што можеби многумина ќе го речат нема услови, нема можности, нема поддршка или не знам што уште не, но како и да е, ова е доказ дека навистина иднината е пред вас, а очигледно и со ова кое што во моментот го покажувате, апсолутно е така. Имаме уште 2 минути да слушнеме уште нешто. Let's bring the joy, да донесеме музика и радост и само да прашам дали има нешто следно кај што може да ве гледаме, слушаме? Така, што ни е наредно? Јас со календарот знам дека се блокира за џавање часови по гитара, Стефан. Да, Стефан, значи сега некако паузираме од тие оние тековни обврски, меѓутоа сме скоро секогаш, да речам, викендски во Филхармонија кафе бар. Вечерите, така што таму можете да дојдете да не слушате. На страната објавуваме кога ги имаме. Настапите секогаш сте добре дојдени и да се дружиме. Тоа е. Посакуваме успех и само напред. Прекрасно. Ана и Стефан Бежановски само за вас се окружување секако со ова музичко поглавје. И ова е баш една од авторските. Така. Да се окружиме. Ти под
подарив срце, тука глума нема, научи да љубам. Ти отворив врата кога бев ја сама, а сега те губам. Се излажав себе, проклета да сум, ме освои со поглед, а сега странци сме. И наместо среќа, тагата е овде, на созени очи, а срце знае се. Потрошени ноќи, нигде кај не, на сведоци, на грев, на созени очи две. Ти подари срце, тука глума нема, ме научи да љубам. Прекрасно. Ви благодариме, на ова вистинско искуство. уживање.